За само 2 недели, после полиделците, лозарите и градинарите, денеска согласно календарот, се исплатени и субвенциите за овоштарите. Сето ова вкупно за само 2 недели према растителните мерки се исплатени 27 милиони евра. Денеска се исплатени 391 милион денар на 9545 земјоделци кои имат овошни насади со јаболко, сливи, праски, круши, кајси, вишни, цреши, јагоди, малини, капини, боровинки, дуњи, мушмули, маслинки, јапонско јаболко, аронија, рибизла, гоџибери, бадеми и лешници. Исплатата на субвенциите за мерките од програмата на финансиска поддршка за земјоделството од 2019 година продолжува и во следниот период, навреме пред почетокот на производствената сезона на земјоделските култури. Би сакал да потенцирам дека според програмата за 2018 година, токму за овој регион, исплативме близу 438 милиони денари или над 7,1 милион евра за субвенции од мерките за програмата за 2018 година за земјоделците од општината Ресен. На денешната средба со градоначалникот на општината Ресен разговаравме за идните политики за развојот на овоштарството, за мерките од годинешната програма за финансиска поддршка на земјоделството, како и за изградба на планираниот откупен центар во Ресен. Овој регион изминативе години беше на удар од временските непогоди, поради што овоштарите претрпеа сериозни штети врз производството. Ние, како Министерство, секогаш реагиравме да ги намалиме загубите, со што се воведоа и интервентни мерки. Во таа насока е и новиот модел за заштита од временски непогоди, со цел да се намали влијанието од временските непогоди. Управата за хидрометеоролошки работи веќе го објави јавниот оглас за услуги за модификација на време со авионско засејување. За ова намена, преку програмата за рурален развој, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се обезбедени 60 милиони денари. Заштитата од град со авионско засејување ќе се спроведува на целата територија на Република Северна Македонија, а рокот за доставување на понудите е 20 февруари оваа година.